Добре дојдовте Македонија на вашето милено место на Шанг, да ве насмееме, да ве опуштиме, да ве релаксираме, да ве насмееме и дефинитивно ќе сакате да останете затоа што во ова издание имаме гостинка која нема да сакате и нема да смеете да ја пропуштите. Има што многу да каже, има што многу да измуабети со вас, но стрпете се до гостинката. Периодов е актуелно топлото време, сонцето и повисоките температури и со тоа само по себе доаѓа потребата да се разголите и да излезете во град малку помалку облечени. И поради топлото време и поради разголените жени започнуваат караниците со вашиот сакан. Сите вие кои сте во свежи врски, во моментов се најмногу карате поради тоа што тој гледа лево десно и кога вие ќе заприметите, исто ќе му речете зошто ја гледаш таа, што јас немам гради? И тој ќе ти рече, муж сум, и треба да гледам. Не е точно. Оние што се во брак повеќе од 20 години или повеќе од 10 години, па и од 5 години повеќе, она што се заситиле веќе бидејќи дечко и девојка биле 10 години претходни, 5 години се во брак, тоа се 15 години заедно, она вика, гледај, ако го погледне некоја друга вика уште, зими го, носи го, ич вика, не му се мисли, со се машна ќе ти го дадам. И они не се караат за сите работи што вие се карате со вашиот сакан заради тоа што загледувал млади девојки облечени пролетно, бидејќи е топло. Она што е исто така актуелно е периодов е дека се обседнувате со вашата килажа или со вишокот на килограми кои ги имате стовено соберено низ текот на зимата и во тие месеци, и жени ве се обседнати со трчање, со вежбање, со се. А мажите уживаат. Он доаѓа со стомакот, се гали и у принцип ти се нервираш бидејќи ние жена на жена знаеме се речеме ама се поправила. Као тоа е нешто окей да го речеш. Ја уживаат, немам слушното маж да му рече ама се поправил. Маш евентуално може да му рече на стомакот као ќе те правиме директор. И така. Сепак, како и да е. Ако сте се одлучиле да вежбате, ви треба енергија. За енергија ви треба добро кафенце, квалитетно кафенце. Тоа е кафето на нашите пријатели кое го има одличниот вкус на конечно вистинско турско кафе, вкусот на расонување, на полнење на вашето тело со енергија и на враќање на смевката за вашиот работен ден да помине мирно и без нервози. И јас што велам за здраво живот за покомши, одличен подарок бидејќи пакувањето е луксузно, елегантно и баш практично. Купете си го, напрете си кафенце, поканете на кафе или па пите го кафето во наше друштво на Шанг започнува сега. Буквално се радувам како мало дете на изненадување подарок од родителите, затоа што една од моите омилени личности ми е гостин и веднаш го кажав тоа на мојата гостинка. После толку години во медиуми, не ми се верува дека имам чест и задоволство да направам муабет со една единствена дамата на која не треба никоја многу голема најава, бидејќи сите добре знаете, дамата која е за мене национално богатство и не само за мене, за цела Македонија, Индира Кастратовиќ. Добре ни дојде. Боле е најд. Како ја вака на брзина? Убаво, благодарам многу за убави зборови. И благодарам на тебе за професионалноста, морам да те похвалам. Точна, навремена. Пред време дури, толку лесна за комуникација, ова го кажувам бидејќи со нашиве, јас лично имам најголем проблем во тоа, со доцнење, со договарање. Со тебе имав толку лесна и едноставна комуникација што... Па добро, ние можда спортисти сме такви, секогаш кога одиш на тренинг не смеш да досниш, кога патуваш некаде не смее да се досни, значи прво нешто во спортот е до успехот да стигнеш е пред се дисциплина. И мислам дека прво тоа не учат да треба да бидеме дисциплинирани, да бидеме... Немам јас против само спортисти да викам, не. Ако нема проблем. Немам посебно такви згодни убави. Ајде да ставам нешто да се напиеме, да не седиме на празен Шанг, не е убаво така. Имам да понудам афродизијак, љубовна напивка и пи ќе стане поубав. Знаеш, ние велиме после некоја чаша и станува дечкото поубав. Ја тоа ќе се напијам. Што да те понудам? Што сакаш? Сакаш од ова да пиеме па да не гледаат работите поубави? Како не, мене се работите убави, така да не треба да ми бидат поубави, не би валјало. Колку е убаво на Индира. Тогаш за мене нека биде ова, а за тебе тогаш љубовна напивка, па да одидеш насмејана, расположена кај сопругот. Секогаш, само да не претерам сега, пошто сум цело време насмејана.
тебе повели за Благодарам. освежување за да оди муабетот. Благодарам. Овие некои непрактични цевки се, не може да се пие со нив, ама многу убаво изгледаат и заради тоа. Ако супер. Бидејќи прв пат имам чест да разговарам со тебе, секогаш сакам да ги враќам моите гости на почетоците. Моментот кога одлучи дека ќе бидеш спортист и дека баш ова ќе биде твојата животна професија. Па, добро, моментот ние не го знаев точно моментот, ама ајде ќе кажем 86-та година, кога професорот мој одлучи да ме предложи да, кога виде мојот потенцијал, да почнам да тренирам у екипа у Мирацикота у Приедор. Ali никогаш ни во сон, тогаш кога он ме предложи, не помислив дека ќе направам тоа што го направив во својот живот. Значи, тоа 86-та година е била клучот за мене, за мојата кариера. После одведнаш, после тоа 88 година јас тргнав по мојот пат, отидов во Халас Јожеф Аде и тамо почна, и тамо уште не верував, пошто у тоа време одиш некаде, потпишуваш договор, али го потпишуваш, ти работиш. Од 7 до 3 и после пладне одиш на тренинг. Тоа не е професионализам бил, него ти нормално е работа, како секој обичен човек на работа и после оди на... Што работаш, еве, гледаш? Комерцијалиста бев у Халас Јожеф, тоа е фабрика била за производство на производство на пиперки, пошто тамо беше познато, Халас Јожеф беше познат по тоа, тамо е у Војводина е тоа, така да една од поголеми фирми во Југославија. Те бидуваш и во таа професија? Апсолутно, се снаоѓам во се, немам проблем, комуникативна сам, не ми е тешко да учам, сакам да учам, така да секоја работа не ми ствара проблем. Тоа е одлична мотивација за младите, за тоа дека ако ти си постасала, плюс тоа работа што велиш, плюс и спортување, нема изговори. Апсолутно, затоа што јас те 2 години бев во Халас Јожеф, после отидов во Нови Сад, во Југоинспект, тамо работев како контролор квалитета и квантитета све робе која улази и излази во Југославија, тоа беше голема Југославија, знаете како, ти не знаеш, ти си мала. Јас сум се родила, се распаднала таман. Да, и нема да заборавам, јас кога бев контролор у Халас Јожеф, во Југоинспект, одев на големи танкери да контролирам нафта која влегува во Југославија. Тоа е нешто што сега некоме кога збориш ќе каже како не. Значи звучи за машка работа, не звучи. Да, за машка, али зашто да не, и ние жени. Ова ми се допаѓа. Така да работев и тамо и прво што 92 година кога отидов во Вождовац, тогаш почнав професионално по 2 тренинзи да имам, иначе работев и не сакав, пошто Нови Сад многу го сакав. Мислев дека ќе останам тамо цел живот да живеам, затоа што убав град, убава работа имав, не ни помислив дека ќе биде ово што е сега. А зошто баш овој спорт, например, нели има повеќе врсти на спорт во текот на физичко што учиме. Сите професори даваат шанса да се пробаш во се. Зошто баш се одлучи за ракомет? Па не се одлучив ја, пак ќе се навратам. Тој е професор кој јас играв и кошарка и одбојка и ракомет, сите спортови, он пошто со лева рака, он вика ти си за ракомет, тамо кај нас беше у Предор популарен ракометот и тоа е нормално, така може да е нешто друго било. Кога веќе спомна лева рака, виднаш ме потсети на гол Шрауба. Мене ме научија бидејќи јас стручно не знаев да кажам да објаснам, ама и си повторувала дома Шрауба. Шрауба. И мојата колешка, која ќе ја поздравам, она тренираше ракомет и е голем обожавател твој, значи вика мораш да потсетиш Индира на тој момент, вика што сум го враќала, што сум го гледала по 200 пати. Нит гол гледаше, значи да објаснам на гледачите, значи тоа е буквално кога погодуваш во голот без да го гледаш. Така. Тоа се случи на најубав надпревар во мојата кариера, еден од најубавите, кога освоивме Лига шампиона, финале беше во Скопје. Прв пат тоа коментал. Да, финале 2002 година и на тај надпревар беше и таа Шрауба и тоа е нешто што да го повторам сега, не знам дали би успеала. Народ вика сигурно си вежбала. Не, него сопругот мој знае да се шали и вика кога не знаеш што да правиш со топка, шутни на го. И сега јас не знаев што да правам со неја, шутнав и дадов го. Мислам се шалам. Нормално, треба има по моментот да осетиш и да знаеш, али не може никој да ми каже дека тоа се вежба нон-стоп. Тоа е моментот на инспирација, моментот ето така се деси. Како, беше ли свисна во тој момент што направи? Не, после видов, пошто немаше како сега што има видео, димови да се враќа, него после кога дојдов дома, кога сите ме заустављаат Шрауба, јас кога дојдов дома, сопругот вика дојди да видиш сега што си направила, тогаш видов Шрауба и стварно беше екстра подрашлија, онака, по 90 што ние кажуваме. Да, онда фаците, покажа и фаците на клупа од ФТЦ, покажа луѓе како во сала, како реагира, мислам, тоа е стварно
момент што стил живот ќе се памети. Да, Исто и атмосферата на Кале во тие сали. Баш, значи, тоа зборуваме дека сега, да, има атмосфера на надпреварите, ама некако тие што биле редовно на тие надпревари велат дека е различна, дека не е истото. Па добро, Кале е малку и помало од сегашните сали, значи мора да разбереме и тоа, у Кале можеше да влезе 2000 луѓе и тоа кога не може да се дише. И притисок беше тука, публика цела беше над теренот, сите осеќавме како дишат на нас, тоа е некоја енергија плюс не само за нас, него и за противници кога ќе дојдат, па кај нив контра тоа делува, нели, за нас е тоа позитивно седмиот, ние секогаш викавме седмиот играч на наша публика и стварно беше така. Тоа е атмосфера која би сакала да се повтори, али пак ќе ви кажам, сега се многу големи спортски сали, сега ни една сала нема испод 5-6 илјади, малку се трибините оддалечени од теренот и онда немаш ти ни такво чувство. Таму у Кале и сега и ден денеска кога ќе влезам да гледам некој надпревар, сега нашите младенки се квалификува на европско првенство и бев, кога ќе влезем во Кале пак има некоја атмосфера, енергија и некако поинако се игра и се. Можда тоа на мене така делува, не знам, затоа што најубаво све ми се деси таму. И најлошото, и моите повреди се, али тоа е онај комплет еден тамо. И кога ќе влезам во Кале, секогаш некоја чувства се буде. Да си зборам, ја чекај да се напијам. Мене баш ми се допаѓаат вакви гости и многу ми е мило што ја гледам таа огромна љубов за тоа време кај тебе. Полесно, да, полесно без цевка ја ќе ти правам друштво, значи ова мислам убава ти е цевка. На здравје. На здравје. Да сме живи и здрави. Убава ти е цевка, убава, ама нека си стои вака. Вака е поубаво. Во Македонија, дали може да се представиш лесно ли ти беше да се свикнеш овде на начинот на живот, на сеш кога дојде да играш овде? Па добро, отприлика слично како кај нас. Да, ние се најдовме, пола осанка се најдовме. Значи, отприлика е како кај нас. Менталитет е, луѓето сакат да се дружат, луѓето сакат да ти помогнат кога доаѓаш од страна, сакат да ти покажат некои работи, али не се осеќав како странец. Значи, моментот многу, сите луѓе, малку ми беше на почеток јазикот, да ги разберам, поготово кога некој у Струмица или у Богданци ништо не разбирам, кога и у Куманово ништо мислам дека сме од друга држава. Али сега веќе се разбирам. И луѓето кога збореа многу побрзо македонски, не може полека да го разберам, али и тоа со времето се навикнав, така да стварно од првиот ден ми беше лесно, ја и мојот сопруг дојдовме заедно, така све е поинако кога доаѓаш со некого, кога не си сам, кога имаш поддршка. Како реагираше како почна да стануваш свесна дека толку многу луѓе те сакаат, дека си толку многу веќе популарна, дека стана значи доволно е само твоето презиме да се каже или твоето име и ние веќе знаеме за кога станува збор. Да, тоа почна, ајде да кажам, од 94 година сум во Македонија, ама мислам дека клучот беше 97 година кога отидовме на светското првенство во Германија. Тогаш се виде едно заедништво кај сите нас девојки, направивме нешто што никој не очекуваше. Отидовме како аутсайдери, ние тамо, ја и сега се ежам тамо на утакмица кога ја победивме Данска, репрезентација која беше светски победник, светски шампион. Ние ги победивме и заигравме македонско девојче на сред сала. Кај се сеќаваш мала беше? Како може да се сеќавам? Македонско девојче се сеќавам. 95-та веќе се сеќавам па наам. 97-та? Не, од 95-та па нааму се сеќавам, до 97-та е птен. И кога почнавме со тие победи, кога ќе се јавиме у Македонија, немаше тогаш мобилни телефони, многу кој имаше, значи тај беше. Богати е птен биле тие. И кога ќе кажат дека на улици нема живо пиле, сите гледат нас, сите пратат ракоме, сите пратат женска репрезентација, ние не можевме да веруваме, пошто мислевме дека брзо ќе се вратиме од тамо. Да. Кога отидовме тамо, никој не знаеше каде е Македонија, моравме да објашњаваме каде е, што е. Нема никогаш да заборавам. Кога требавме да патуваме, значи они мислеа дека Македонија ќе се врати дома, па напиша Данска на едно у Берлин каде требавме да патуваме, уместо Македонија па мора да бриша, да напишат Македонија, затоа што никој не знаеше и не очекуваше. И мислам дека тоа беше спојка, луѓето бара нешто
да бидат поносни, да цела Македонија да биде како едно и мислам дека ние у тој момент направивме тоа да се сите чувствуваме ете така да сме убаво. сплотени, да сме заедно, значи. Да. Од тоа мислам од 97 година почна Како така. што спортот знае да не спои, плюс како убаво ни доаѓа, мене барем на душа како убаво ми доаѓа такви работи кога се радуваат сите, кога ги излегуваат, бидејќи сме нација која е напатена од многу работи и се развеселуваат. Да, и мислам дека спортот е најголем амбасадор за спортот и музиката, мислам дека и Македонија има музика. Да. Сега баш да видиме со младиот талент Јана на Евровизија може нешто ќе направиме, па ќе се радуваме и таму. Ние се радуваме на такви работи. Дали сега мило што има школа за нови млади талентирани деца, млади, не само деца кои сакаат да се занимаваат со ракомет. Дали тоа беше твоја желба уште кога почнуваше со ова, дека еден ден кога ќе престане да играш ракомет ќе дојде тој момент или спонтано си се сложи? Добро, ја и сопругот, он секогаш одеше чекор напред, он секогаш кажуваше треба да знаеш и што ќе правиш после кариера. До еден момент е све убаво, ама мора и да се знае кога ќе излезеш од сето тоа, да знаеш што ќе правиш. И ние уште 2003 година отворивме наша ракометна школа и ден денеска функционира. Малку помалку одиме, ние сега имаме Здравка која работи со деца, али кога имаме шанса и можности одиме и ние, али мислам дека и тоа е нешто убаво кога ете веќе 14-та година како имаме тоа школа и стварно многу деца излегува таму и многу репрезентативки кои денеска играат и у младински и у сениорски се од нашето школа и многу сум горда на тоа, направил си нешто си еден дел, што викам ја од сложувалка, еден дел си ти тамо, те има некаде и ти си тамо и тоа е нешто стварно убаво. Така е. Дали редовно следиш ракомет сега? Сара, наша керка, ќе дојде дома и вака ќе вика пак ракомет. Ние си гледаме на све можно каде има ракомет. Некогаш знаеме телевизор, компјутер, други компјутер, затоа што има моментот од Лига шампиони и машки и женски. Се пратиме нормално дека тоа е оно најдобро што го знаеме и што го сакам најмногу нормално. Знаеш да коментираш пред телевизор, онака да ги оправаш, да кажуваш да... Не, затоа што сега гледам од друга, све има свое зашто. Некоме не е денот, тренерот си знае зашто е тоа направил, затоа што он најдобро ги знае сите. Ние можеме да коментираме, али он знае зашто е тоа направил. Можда ја у току недела не бев добра, па не смета на мене. Значи, си гледам и од другата страна, денот тако бил. Не можеме сите да бидеме секој надпревар добри и не можеме сите да бидеме најдобри, мора да има грешки, не сме па и на компјутер може вирус да влезе, па се пропасти, така да и кај нас постои грешки. Кирката е кон спортските води или не? Не сака, она се занимава со хип-хоп, она е отиде на тамо, прво беше модерен балет, па сега хип-хоп исто заедно тамо у Еурека, така да она е по тие спортови. Уметничка душа повеќе од кон спортот. Никогаш не ја натеравте да пробува? Не сакав, затоа што кај мене у фамилија никој па не се бавеше со спортот, па јас излегов. Ето тоа што сум излегла, значи не мора она затоа што кога ќе ме прашат па и ти сопругот спортисти ракометари и она да не е. Па не, можда баш поради тоа и не сака, затоа што сите викат, керка на Индира. И можда и моите повреди, многу имав повреди во мојата кариера и мислам дека и тоа е нешто што е оддалече од спортот, затоа што ме гледаше со штаките, со по 3 месеци да не можеш да одиш, така да мислам дека и тоа има удар. Веќе ги спомна повредите, ова како е мала инспирација за спортистите, за сите млади надежни спортисти. Дали треба да внимаваат или треба да се пуштат во играта, па што биде нека биде, и ако треба да се крши нога, да се крши. Значи тој момент дека јас не сум спортувала професионално и добре, гимнастика, спортот, меѓутоа е сосема поразлично. И на време се повлеков додека да имам тешка повреда, но секогаш ми било тоа, нели ви е страв, нели ве кочи тоа, нели... Не размислуваш на моментот на тоа. Jer ако почнеш да размислуваш на тоа, не можеш да се дадеш себе си максимално во она што го работиш. Ја ни у еден момент не сум размислувал што би било кад би било. Влегуваш на теренот и во моментот ти не размислуваш од ништо друго, него како да победиш и да дадеш себе најдобро на што можеш. А од што мораш да се откажеш во животот заради спортот? Дали имаше такви моменти каде што Индира мораше нешто да си ускрати од тоа што го сакаше заради спортот? Па добро, не можам да кажам дека ајде другите кога
искача, кога правеа некои работи, да кажемо, но за викенди, ние никогаш за викенди не можевме да искочиме. Ние за нови години у нашето време се играше на 1-2 јануари, играше се утакмица Лига шампиона, значи не можевме ни нови години да ги славиме. Никогаш во живот не сум на скијање била на, да кажем, ете тоа зимски распуст, што викате одмор зимски, јас никогаш не сум била, затоа што секогаш си на припреми на надпревари, тоа е нешто што и секогаш му викам на сопруг, ќе одиме некаде и викав кога ќе престанам со кариера, ќе одиме за викендот од петок до недела и пак сум у ракомет и пак нема викенди, али тоа е, ете, али не жалам, значи имам некои работи што се многу поубави од тоа можам некогаш за Можда и ќе дојде и за тоа време да одам на скијање, ама не да скијам, пошто не можам од повреди, него само да седам вака да. И да уживаш. Да медитирам. Значи со еден збор да можеш да се вратиш назад, не би сменила ништо. Апсолутно. И тоа би било и пораката и према младите идни надежни таленти. Апсолутно, и не треба да паднат. Јас секогаш кажувам, ние спортисти се разликуваме од други луѓе затоа што на прва препрека не застануваме, не паѓаме, него мислам дека на таквите препреки ние стануваме многу посилни. Со докажување да докажеме дека тоа беше случајно, дека тоа беше еден на лош ден или нешто, стануваме да бидеме посилни, појаки. Мислам дека тоа е кај спортиста нешто што ретко кој може да има како спортиста, да глава крева горе, не го интересира ништо, него оди да покаже да он може и да е најдобар. Веројатно само и тие успеваат на крајот кога ќе видиш. Па веројатно. Веројатно. Многу искрен човек си, од прв поглед тоа можам веднаш да го заклучам и поради тоа мислам дека ќе ми биде многу интересно да изиграме играва заедно. Стави се наочари, ајде. Да, дека морам да читам сега. Ова е за тебе. И поставувам прашања заедно играме со не сум или сум го направила тоа што е во прашањето. Никогаш не сум удрила некој намерно со топка. Не. Ти си? Добро. Одбојка. Онака кога ќе ти изнервира некој. Сериозно никогаш не си извратила ни еден ударец онака со топка од... Со топка не, али ако ме некој изнервира на теренот одбрана можда нешто јесам, али со топка не. Добро, значи грешка го постои прашањето. Никогаш не сум употребила пцовки за судијата. Али да не ме слушне никој. Така. Ја од трибини ми е тоа најубаво. Добро од трибини, ама ние спортисти не смееме, ние тоа у себе и сега кога ќе ги снимат, спортистите рецимо, овие што играат по странство и нашите тачно им поуста читаш како сочно, али не наглас затоа што судија ако слушне, сите више судии знаат нашите пцовки, сите знаат се и онда мораш така ќе се свртиш и ќе пцуеш. Има право да те казни ако... Одма 2 минута за вреѓање. Значи, јас тоа не би можела да го издржам, ја не сум човек што може да прекети, ќе ми се испушти нешто нервоза, ама добро. Никогаш не сум глумела повреда на терен. Никогаш. Јас за да не вежбам тренинг, да. Да. Па затоа не си станала Да, професионална. затоа не станам професионален атлетичар, да. Опрости, али истина. Никогаш не сум била мамурна на тренинг. Не пијам, така да у живот не сум пиела ништо. Беќе јасно зашто ја не успеав во спортот. Дефинитивно сваќаш сега. Не можам да дојдам на тренинг. Не. Воопшто ни како девојче во средна школа кога сите почнуваат со алкохол за нови години. Здрав живот цело време. На вода и ово е сад поради тебе пијам сок, инаку вода само пијам обично. Гледате зашто ми е добро. Ајде да пробаме да интересен спорт. Никогаш не сум ловела риба. Риба? Не. Не се сеќавам, не. Ја не се сеќавам, ама би сакала да пробам. Може тоа ќе те бидува. Не би сакала, бидува. тамо не би можела. Тоа е многу да седам и да чутам, и не можам да чутам. И не можам. Признати си во хороскоп? Не, вага. Не знам вагите дека вага. Али има многу познаци, затоа вага не би успела во спортот, да. Никогаш не сум била на дејт на слепа, зборуваме за пред сопругот. Дали никогаш си излега со Па јас сопругот ми е од 18 години, така да дечко ми е од 18 години. Не сум. У наше време немаше на слепо. Ова си е навидено. На се знае. Вика, керка ми вика се муваме. Се муваше овој. Што е тоа кај вас мување? Па викам, Саро, се мувавте вака си? Бебе, мама, тоа ваше време така беше мување, гледање као, но знаеш, сега е мување друго, добро. Ама сега се полоши времења, веќе ако зборуваме сасвим многу полоши времења, затоа сега е среќа што имам дечко, инаку уште побоки ме бесне зашто се лоши времења.
Никогаш не сум била љубоморна. Види да ти Сопругот. кажам, вака. Јас искрено кажам сум. Не сум многу љубоморна, али мислам дека човекот ако сака мора да биде малку, нормално дека сум малку љубоморна. Али не претерано. Не те тераш уште повеќе љубоморна да бидеш најќе дека Не. жени сакаат спортисти, бркаат спортисти. Не, затоа што ние почнавме стварно, ете, sa 18 години ја почнав со него да се забавлям. И ние сме заедно, ете, 29 години, да израчунам колку е тоа. Не знам, ние, да, 29-та година, значи заедно сме и нормално дека е било некогаш и љубомор, али една нормала за некои ситни работи, никогаш. Затоа што ние стварно пред се требаш спортисти да имаш поверење еден во друг и тоа е у љубовта така, ако немам доверба. Тоа е тајната во 29 години успешен брак и врска, само доверба. И искреноста никогаш. И пред се, мислам дека ние не сме само сопружници, ние сме пред се пријатели, правиме муабет за се, ете, можда и што сме спортисти, што не криеме ништо, значи стварно што викам ја, отворени карти, нема криење. Баш ми е мило. Еве, ова е убав пример за тоа што треба да бараме и да гледаме во животот, да најдеме, дај Боже. Никогаш не сум учествувала во тепачка. Добро, како тепав у средна школа имав една другарка која така имаше проблеми и онда јас бев та која ги Да, воспитна. И да не ми видат овие од Босна, пошто сите вика само се тепа, онај, така кога бев помала се тепа. А се тепа. Да, ова е точно за босанска глава. Па јас секогаш викам, не разбирам од Босна сум. Никогаш не сум носела танга купачи на плажа. Не сум. Не знам, да не се лажеме. Не знам, не сум, ајде. Не сум. Македонија е конзервативна, многу мислам дека човек колку и да е згоден и цел живот да е спортист и се, мислам дека во Охрид да облетеш танга купачи цела плажа ќе се крене на нозе. Тоа сигурно. А сакам, ама не може. Па ти одиш да му Охрид, оди негде друго кој не те знае. Да. Никогаш не сум останала будна 24 часа, односно да не спиеш онака баш 24 часа. Не сум. Не сум. Не. По 8 сати редовно спиеш или повеќе? Од прилика 8 сат. Секогаш? Секогаш. Добро, некогаш ако стварно нешто, али 8 сати ми е Значи така. баш внимаваш буквално си да е под Да, конец. да. И тогаш кога активно учествуваше во ракомет. Тогаш па поготово морав да си легнем на време, иначе не сум била онда подготвена за тренинг максимално. Ете зашто не ме бидува мене. Никогаш не сум имала, добро, кажа веќе дека дечко ти е тој, дека сопругата, иначе ќе те прашав, никогаш не сум имала помлад дечко од мене, ама еве, ја ќе си одговорам сама. Она сама си одговара, ајде јас ќе се ставам во тука, повели. Никогаш не сум пристапила на машко прва за да се запознам. Еве, можеби на супругот ти прва му приде да се запознаете. А добро, ние тамо се не можам да кажам. Не можам да кажам затоа што ние почнавме прво како он исто беше ракометар и у иста година дојде у Ада кога и јас дојдов. И како спортисти прво почнавме да се дружиме како пријатели, така да не можам сега кој како дали сум ја пристапила, него тоа беше спонтано после пријателство, ето така. Никогаш не сум искористила славата или популарноста за да завршам некоја работа побрзо. Ја не сум толку славна така да. Вака. По администрација. Вака. Никогаш не сум ја сама, али луѓето кога ќе ме видат, сакат да ми завршат работа. Добро. А ти се ќутиш? Си ќутам, значи никогаш не сум била вака. Може ли ова? Не, него луѓето ќе прашаат што ти треба? Јас ќе си застанем уредно, нормално, редовно, све. Немам гај. Добро. Сега сме при крај. Многу ме интересира колку имаш прошетано из Македонија, така да имам две прашања. Ајде. Никогаш не сум била во Пехчево. А бев со ракомет. Ја не сум била. Јас сум. Ајде. Никогаш не сум била во Македонски Брод. Сум била. Значи, има ли град каде што немаш одана? Во Македонија? Да. Па не знам. Скоро секаде, вака. Скоро секаде. Да, сега си мислам Берова, Столица, Охрид. Имаш омилен град? Лазарополје. На Лазарополје ми е многу убаво било горе. Така. Природа. Да се одмориш, природа, у Берово бевме онај. Берово е феноменално. Хотел исто. Преспа. Да. Преспа не сум била. Ете, кај не сум била. Преспа. Преспа, Индира. Да. Брајчина и Стења. Не сум била. Најубавите села во Македонија. Баш ова, значи не правам ничија реклама. Добро. Кој што сака здрав живот, Брајчина и Стења се најубавите места во Преспа кои треба да ги посетиш. Со сопругот, Добро. со ќерката да се одморите, да се изрелаксирате.
Има жители што живеат таму уште, стари и витални луѓе, ќе ти изготват, ќе ти направат сирење во фурна, се не знам како, дали толку здраво се храниш, ама тоа што ќе го направат, и жртвува и се качи 3-4 кила. Ќе јадам, немам гајле за тоа. После ќе држам диета. Никогаш не сум направила сообраќајен прекрај. Што е последното прашање? Сум. Да сум била казнета? Да. Не сум. Шо ќе те казнуваат? Ја сум индираш. Не. Ти која беше Ивана на Шанк, шо е тоа? Толку немам веќе прашање, ете завршивме. Ете, завршивме. Дали, мислам дека имаме веќе материјал дека треба привршуваме, да, од прилика, да. Многу брзо збориме и двете, иначе да поспоро збориме времето. Ама брзо помина времето, а имавме толку работи. Кажавме што јас веќе не знам, прво морам да прашам да не заборавивме нешто што сакаш да го споменеме. Не, све од прилика си прашала понака. Добро, морам сега да прашам како може да, ако сака некој да е талентиран во ракомет, вие го бирате или може сам да се пријави кај вас? Не се пријавуваат сами, доаѓаат децата од прилика 6-7 години почнуваат. Ние никого не силиш, значи не може да го силиш некого да нешто засака. Ние можеме да го усмериме патот, да му дадеме за нешто, а тоа е на детето дали оно сака и дали гледа себе си во тоа. И последното прашање за сите спортисти што секогаш што се прашуваат, еден ден доаѓа моментот кога нема веќе да спортуваш, како се носиш со тоа и се справуваш за да не е човек? Колку е тежок тој момент? Претпоставам дека е многу тежок, ама... Знаеш како? Јас пак ќе се навратам, веројатно имав среќа во животот што го запознав мојот сопруг кога го запознав. Пак ќе викам сопруг, ќе викам ама више престани. Зашто ми не ми убаво што вака после толку години толку многу се сакате? Секогаш ми кажуваше да треба да престанам кога сум на врв. Да не треба да се кога си на врв на кариера, да престанеш баш да престанем затоа што луѓето више немаш граница, луѓето навикна на една индира, а ти со некои години више не можеш да им пружиш оно што они навикна од тебе. И више да не ти викат, ајде бе, оди си доста више до каде. И јас мислам дека секој спортиста кога знае после кариера оно што правиме мора што ќе прави, кога има целта веќе што после кариера, дека не му е тешко. Секој спортиста кој направи све у својата кариера, мислам дека знае кога му е крајот и дека треба да каже фала ви многу, повелете млади, јас сум завршила, јас сум направила и јас сум пензионерка млада. Млада пензионирана, ти седиш дома си уживаш. Домакинка. Ама и сопругот е многу паметен човек. Да. Значи многу мудар. Нешто е мој, али е многу. Да, нешто е твој. Нешто е од Црна Гора. Црногорците ги обожавам. Нешто е од таму, од тие краеви, али морам да ти дадам подароци за како огромна благодарност за твоето гостување. Панпринт ги изработуваат овие прибои тефтерчиња и се што друго може да ти падне на памет, дали Сара да се радува на ова или ти, и кафенце индира. Многу кафенце за да можеш да се изрелаксираш. Да, многу сакам кафе. Убави шоли. Овде имаш цела кеса кафенце специјално само за тебе. Ово Сара ќе ми зема пошто многу сака Париз. За Сара има и капучино, не влага од детско капучино, ама Добро, мајка ќе пие пошто мајка многу сака кафење, значи се може да ми земат само кафе не. Ете, ова е најубавото турско кафе, ќе го пробаш. Благодарам многу. Значи, привилегија е чест и задоволство ми беше, морам да ти кажам. Не, али јас само си работам своја работа најдобро што можам. Сакам да биде апел до сите што се занимаваат дали со спорт, дали со глума, да видат пример од тебе за тоа. Јас човек спуштен на земја што одамна немам да правам така мора. Зашто само обичен човек сум? Видите, јас секогаш кажувам, пред некој ден влегов во Цвеќари и ми викат, Индира, не, браво, ја викам, зашто браво, па јас само своја, како што ти работиш своја работа, така и јас своја си работам, само што е моја. Сите ја гледаат, а твоја не ја гледаат. Тој гол не може секој да го направи како беше. Шрауба, гледаш да се го заборај. Ти благодарам, Индира, за гостувањето. Дами и господа, останете уште кратко пред вашите телевизори, додека нели да се одјавиме како што треба. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you Is a minute?
Happiness is the truth because of love alone. If you know it, happiness is in you. No, no. Love alone if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Адора инженеринг. 15 години со љубов ги градиме вашите домови. За сигурен сон и топол дом. Светол, тивок, штедлив. Без страф од земјотреси, со енергетски пасош, одлична звучна изолација и мали трошоци. Реноме потврдено со светски награди за иновативност во стилот и квалитетот на домувањето. Избери мудро еднаш и уживај цел живот со најмилите. Синоним за дом со најмногу среќа на метар квадратен. Адора инженеринг. Вака убаво расположение, после вака убав муабет и вака убава гостинка, можеме да го подобриме само уште со неколку добри твитови од она што мене нас ме расположи, би сакала да го споделам со вас, како нели да не ве оставиме ептен само до нормална доза расположени, туку да скокнеме таа доза малку повеќе. Што рекоа твитерџиите на Твитер? Патрик Бејмановски вели во супермаркет: ви треба уште нешто? Уште 1000 денари да допазарам. Ина многу фина, да знаете. Докторе, тешко дишам. Облече други фармерки. Тудуп. Знаеш англиски? Да. А и употреби го крај во реченица. Крај со крај не можам да сврзам. Ива на. Што е потребно за еден скандал? Ништо и жена. И пак Ина многу фина дека е една од најдобрите на Твитер. Се додека комшиката не го извади шпоретот на тераса, за мене не е пролет. Завршуваме со последниот твит, вели Корона Мортис, многу добра вака компарација. Докторот излегува од канцеларија. Ајде, кој е трпе, нека влезе на преврска. Трпе си отиде, му зарасна раната. Океј. Тоа е дефинитивно делот од Твитерот за да ве насмеи да ве расположи, да видам да немам грешка слика свртена овде и тоа може да ми се случи. А сега е време за пролетен шопинг. И вие си викате, кој црни шопинг кога крај го употребувам во реченица, крај со крај не можам да свртам. Грешка сте. Добриот автомобил ќе ви заштеди многу. Добриот автомобил со добри перформанси ќе ви заврши многу работа и секоја фамилија треба да има еден одличен автомобил за да може да прошета, да може да отидат до таму каде што треба и да не потрошат многу пари, а да бидат безбедни. Веднаш да кажете средба со моите пријатели кои ќе ве возможат супер услови за купување на нов автомобил со одлични перформанси по супер цена и ќе ве возможат тест драйв за да го пробате новиот Hyundai Tucson. Зверски добар автомобил. Дечко со таков автомобил без девојка не останува. Македонија, ви благодарам што бевте на Шанк, следете нередовно на нашите репризни изданија на YouTube, следете нередовно на Facebook, на Шанк со Ивана Наскова и нормално следете нередовно и на телевизија. Иако нели цело време сме овде со вас, сепак ве потсетувам дека сите репризи можете да ги најдете на интернет, но премиера се премиера. Ве сакам, ве гушкам, бидете ми добри едни со други.